толку почитуван, ама почита, знаете колеги Димитар Ковачевски како ја заработува? Со 3000 евра неделно плаќање на само себе промоција по медиумите. 3000 евра, народни пари, пари кои може да ги употреби на поинаков начин, ама тој си го одбира тој пат, патот на пропаста. Овој закон, каде се злоупотребува европското знаменце и каде потписник е Артан Груби, кој тенденциозно ги злоупотребува законите и процедурите во законодавниот дом, овој закон, верувајте, не е она што треба да се усогласува со Европската Унија. Бидејќи Европската Унија не вика да се работи 72 часа во неделата. Јас го прашав представникот, повереникот, господинот Енвер Хусеин, како заменик министер, дали тој го има видено договорот? Дали тој поседува еден ваков безбедносен сертификат, како што дел од пратениците поседуваме, и како дел од пратениците што немавме можност и бевме спречени да го видиме договорот и да го имаме договорот квалитетно на увид, дали тој може би го видел договорот, бидејќи е потписник и повереник на ваков закон со кој се уништуваат правата на работниците и се остава простор за големо манипулирање од страна на власта, секако, тој искрено кажа дека го нема видено договорот, а се подпишува на законот, се подпишува на една празна кореспондентна табела, која одговорност треба да има за ова. Но кој ќе ја сноси одговорноста? И прашањето е, кој ќе ги заштитува работниците, кога во овој простор за злоупотреба се вели повеќе од 8 часа да работат, прековремената работа може да трае подолго од 8 часа неделно. Подолго од 8 часа неделно значи дека и тие може да работат 24 часа дневно, секој ден во неделата. Не е ограничено. И кој ќе ги брани работниците? Кој ќе ги брани сите нивни права? Не, нема некој што ќе ги брани заради тоа што во судството, таму каде што треба да се носат одлуки, се именувани господинот Абази, кој случајно е роден од село Зајас. Катица Јанева, дали знаете дека Катица Јанева се враќа на голема врата? Спремно е нејзиното помилување. Или нејзината другарка, недокажаниот и неистакнатиот адвокат, кој ни е нам овде во процедура за именување во судски совет да биде, Светлана Жупановска. Таквите ликови ли ќе ги бранат луѓето? Кои работнички права ќе се бранат? Замислете, имаме процедура на почетокот на 2022 година, каде со деспотски методи е избркан работник од работа како председател на синдикат, поради борба за заштита на работнички права, поради изразен став. Вратен дали е на работа? Не е вратен. Толку од правдата. Друг пример ќе ви кажам. Дали знаете дека во ноември 2022 година се укинува колективниот договор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство? Кои права на работниците ќе бидат заштитени? За сега да ми зборувате дека со овој закон ќе бидат почитувани правата. Не, со овој закон не враќате во 18 век. Со овој закон не враќате многу назад, каде во Чикаго луѓе гинеа за да се изборат за своите права. Впрочем, и тоа ни е повод, зашто нели 1 мај се празнува. Ама, вие за 1 мај лицемерно честитавте и баравте да имаат поголеми права работниците, а денес сте спремни да гласате за нешто што значи уништување на правата на работниците. Дали е тоа исправно? Секако дека не е. И постои простор за манипулација. И ова е недозволиво, дискриминирачки
Не смееме да правиме простор за помали права и нееднаквост на вработените. Не е дозволиво тоа. Кој е стратешкиот интерес на државата што се вадите само позади проекти? 6 години сте на власт. Вие од УИ, што нема ни еден сега овде, вие од УИ се 20 години на власт. 20 години на власт. Дали тие имаат стратешки интерес некаков за државата? Немаат. Единствениот нивни и ваш интерес е да се краде, да се лаже, да се манипулира, да не се почитува. И сето е ова докажано и покажано. Ветувавте живот за сите, по тој слоган настапивте, но всушност правите простор робство за сите, бидејќи повеќе од 8 часа е дозволено прекувремено работење во текот на неделата. Повеќе од 8 часа значи дека работникот ќе нема право дома да си оди. Постои простор за злоупотреба, постои простор за манипулирање, но нема кој да брани, нема кој да слуша, но има кој да гласа на невидено, бидејќи пратеници со безбедносни сертификати, пратеници со можност и верба да го видат тоа, не им е дозволиво. Но ние, впрочем, и не треба да бидеме различни. Треба сите пратеници да го видат тоа, затоа што ние сме представници на народот. Колеги, законот изобилува со многу моменти кои се навистина оставаат простор за злоупотреба на истите. Впрочем, првенствено од она што евроамбасадорот Дейвид Гир го спомна. Јас ќе ве подсетам. За молница беше. Европското знаменце да не се злоупотребува. Но, вие го направивте тоа. Дали со тоа ја уништувате и ја спречувате европската иднина на Република Македонија? Бидејќи каков ќе биде извештаот од Европската Унија за Република Македонија? Ние сме држава каде се остава простор за злоупотреба, за манипулирање. Овде има многу што да се зборува во законот, овде времето ми е ограничено и не можам да почнам да дебатирам околу тоа, но се надевам дека овие факти ќе допрат до вас и реално ќе изнајдете сила и начин да не го поддржите овој закон, бидејќи со овој закон се кршат правата на работниците. Овој закон остава простор за злоупотреба, за манипулација. Овој закон е штетен за работниците и не е да се даде поддршка на истиот. Ви благодарам. Има збор Александар Велјановски.